Жителите на истокот да бидат мирни, проектите што ги започна ВМРО, СДСМ ќе ги заврши. Ова го кажа премиерот Зоран Заев во отворената програма на националниот ТВ сервис, одговарајќи на новинарски прашања. Тој беше категоричен дека она што е од интерес на граѓаните ќе биде завршено од страна на новата влада. Тоа што е добро за државата ќе го продолжиме. Двата големи автопати што се градат ќе ги продолжиме. Гасификацијата е нешто за кое што устата ни се исуши 11 години и конечно почна. Не дека ќе продолжиме, интензитетот има да го зголемиме, заради тоа што знам дека штеди пари за енергија и на граѓаните и на стопанството. Ваквите пари се нова акумулација за развој во државата. Инвестициите во болници, инвестициите во училишни згради, детските градинки посебно, кои што реално имат обврска општеството нашето, труд и социјала и владата, процентот на згрижени деца во детските градинки мора да го зголемиме. Во случајов на источниот дел од државата, изјавата на Заев се однесува на автопатот Штип-Миладиновци, кој е во завршна фаза, изградбата на експресниот пат Тричешми-Кочани и Велеска-Дрифаково. Сите овие делници се нотирани како приоритетни во владината програма која беше усвоена во парламентот. Кога во прашање е патната инфраструктура, освен овие, дел од владината програма се и следните проекти. Изградба или реконструкција на патните правци Штип-Радовиш, Штип-Кочани, Кочани-Пробиштип, Свети Николе Пробиштип, Берово-Радовиш, Пробиштип-Крупиште, Берово-Пехчево-Делчево, отворање на граничниот премин Клепало, поддршка за изградба на брана на Отиња и мост на Брегалница. Во проектите кои се во тек на реализација, а кои новата влада ќе ги заврши, е и изградбата на новиот објект на клиничката болница во Штип.